Здравко, кажи ми, како ти го објаснуваш македонскиот феномен според кој политички освестените луѓе решаваат да не членуваат во партија, додека оние кои се поигнорантно политички настроени решаваат судбината да му ја кројат преку партиите? Да не членуваат во партија, те слушнав? Да. Политички освестените луѓе решаваат да не членуваат во партија. Да, во Македонија фактички нивото на членување во политички партии е доста високо. Фактички повисоко е и од нивото на членување во Сојузот на комунисти на Македонија во време на социјализмот, што кажува многу за политизираноста, бидејќи тоа се смета за мерило дека тогаш било многу исполитизирано општеството, а сега наводно тоа не било така. Но има еден многу важен феномен. Иако членувањето по политички партии е доста високо и тоа е доста високо според европски стандарди, моќта на граѓаните кои се зачленети во политички партии е доста ниска. Партиите се типични партии во капитализмот, а тоа значи дека тие функционираат во голема мера како строги хиерархии, каде што цела моќ на одлучување е сведена во многу тесни рамки и многу често функционираат како бизнис предпријатие. Тоа значи дека оние што ја имаат и моќта на одлучување, имаат и финансиската моќ и извлекуваат лична корист преку партиите. Овој вториот дел е особено изразен кај малите партии кои стануваат вечни, бидејќи иако немаат реална поддршка од граѓаните, бидејќи располагаат со доволна финансиска моќ и очигледно тоа им е доволно на оние бизнисмени што се продаваат себе си како политичари да си ги тераат своите бизнис планови, тоест да ја тераат партијата, а на тој начин да извлекуваат пари за себе. Благодарам. Убав одговор. Другото прашање е како човек кој ги поддржува левичарските политики, колку сметаш дека системот сам по себе дозволува во пракса идеолошки замислениот политички правец да биде навистина изреализиран? Ти нели имаме мала разлика во тоа ние како се идентификуваме политички, кој систем ни одговара најповеќе и во пракса некако е поинаку кога ќе треба да се изреализира таа замисла која имате за еден систем. Ваше мислење? Кај нас во Македонија е доста широко распространето мислењето дека нема идеологија, дека се е чист интерес. Фактички идеологијата значи застапување на нечии интереси. И фактички ако имате интерес, има идеологија. Се разбира, не мора да значи дека тоа е прокламираната идеологија. Денес, значи, кај нас во Македонија владее прокапиталистичката идеологија и тие што се на власт работат и ја спроведуваат власта во интерес на капиталот. И често има една голема дискрепанца помеѓу она што е доминантен наратив во реалноста, и она што е реалност. Например, многу често во Македонија ќе слушнете каде што кажува дека државата е најголем вработувач, што е така и е нормално, бидејќи зборуваме за збир од многу работодавачи, значи многу предпријатија. Но иако ќе ви трубат постојано дека државата е најголем вработувач, никогаш нема да ви кажат дека
Истовремено државата е најголем раздавач на тендери. И на тендери не се пријавуваат работници, туку се пријавуваат фирми и нивните капиталисти. И тие влечат многу повеќе пари, отколку што може да се стигнат со едно или две или не знам колку партиски вработувања, што се проблематичен аспект на работите, но игнорирањето на вториот аспект е сосема исто така недозволиво и кажува за ниското ниво на јавен дискурс во Македонија. Дали може да се спроведи политика по левичарска основа во Македонија? Да, бидејќи ова е 2022, а не 1990 година. Во 2022 на обвинителна маса е капитализмот директно и во 2022 година се покажува дека капитализмот ги истрпува своите историски можности, бидејќи создава инфлација која едноставно не може да ја реши. А таа инфлација ќе се допрва ќе се одразува врз животот врз животниот стандард на обичниот народ. И тука едноставно една влада која работи во рамките на системот не може да направи ништо освен само да ја ублажи инфлацијата. Но не може така лесно да ја затвори, веќе во случајов не зборуваме за инфлација во една или две или три земји во светот, туку зборуваме за глобална инфлација која глобална инфлација досега немало, последен пат имало во 1979 година. Значи, 40 години ние не сме се соочиле со глобална инфлација и со страшните последици од сето тоа. Така што денес треба да почнеме да размислуваме отаде капитализмот, особено во контекст на климатската криза, која е застрашувачки огромен проблем. Така што денес историјата, она со големо И, се разбуди после 30 годишен сон, иако тоа во нашата паланка во Македонија не се сваќа дека е така и наместо со таа историја со големо И, ние се занимаваме со петпарачка балканска историја. Ние и бугарите. Така, благодарам. Членуваше во Солидарност, беше член на политичката партија Левица. Кои се главните промени што може да се постигнат преку делување како организација, а кои преку политичка партија? Со оглед на тоа што малку е поинаку едното со другото. Да, значи преку политичка партија ќе се концентрирам, бидејќи е поважно. Ако сакате, ако ги поставите работите, као што беа поставени работите во Левица пред да таа биде украдена и претворена во Франкенштајн партија од десниот радикализам, таа беше поставена на принципите дека се обединуваме, ние млади, честни, за да им помогнеме да му помогнеме на обичниот народ. Овој концепт едноставно не може да успе, бидејќи ако се дозволи, како што се дозволи во нашиот случај, да одстрана луѓето ракоплескаат, но не се вклучуваат во активностите, тогаш партијата слабее, а системот има доволно одбранбени механизми да се справи со било која закана по статус квото. Значи, системот бара и налага корумпирани партии. Ако се појави
една партија која не е корумпирана и која нема широка поддршка од граѓаните, тогаш системот ќе ја згази таа партија. И ова е поразителното искуство не само на левица, туку и за било која следна партија која ќе биде вака замислена. За да има промени, мора да има широка народна мобилизација. Не партија која ќе се труди да делува во интерес на народот, туку партија во која народот масовно членува и сака да види не замена, туку промена. Во Македонија често се мешаат тие зборчиња, бидејќи се слични. Замена едноставно е кога наместо едниот седнува на фотелијата другиот. Промена е кога сето она што е било во едно општество се менува. За таква промена не може со скрстени раце и со давање аплауз на било кого. Мора личен ангажман од широки размери во рамките на едно општество. Исто така би сакал да кажам тука во врска со постоечките демократии кои се либерални и представнички. Во 2022 година, 20 години откако почна широката употреба на интернетот како технологија и кога асоцијалните мрежи поседуваат огромен технолошки капацитет, се менува и природата на представничката демократија. Односно, таа преминува дури и онаму кај што е најнапредна, значи во Шведска, во Норвешка, таа станува недоволна демократија. Зошто недоволна? Бидејќи штом ги има представничка демократија, се тврди дека се кажува секогаш дека непосредната демократија е по-демократски модел во однос на посредната демократија, но бидејќи не можете да соберете на едно место 2 милиони жители на Македонија, гласачи да одлучуваат, затоа мора тие да избираат своји представници кои ќе одлучуваат во нивно име. Но во ситуација кога технички 20 години стана можно да се гласа по електронски пат, одеднаш непосредната демократија стана изводлива. Штом таа стана изводлива, одеднаш представничката либерална демократија стана недоволна, дури и кога е најнапредна, како во случајот на Шведска. И сега во тој контекст, она што нас ни треба, бидејќи во услови на формална демократија ние сме обезвластени како граѓани. Ние не треба да размислуваме толку за доаѓање на власт на една партија која ќе произлегува од граѓаните и која ќе работи за општо добро, туку треба целиот механизам на представништво на либералната демократија да го проблематизира. Така се размислува во 2022 година во контекст на огромно заканувачка климатска криза, каде што граѓаните, иако е таква ситуацијата, немаат моќ за одлучување. Тврдеше дека со пресудата против тебе е направена неправда и дека затајува судскиот систем во Северна Македонија. Од тука сметаш ли дека постои надеж за правосудството во Македонија? Да, многу е страшно кога со своји очи човек гледа како се гази владењето на правото, особено пак
ако е обвинет за дело, тоа е за протести во кои учествувал во името на владењето, на истото тоа владење на правото. Бидејќи тие протести за потсетување во 2016 година беа против оневозможувањето да се спроведува владење на правото, амнестирајќи цела серија политичари од страна на тогашниот претседател на државата. Така што беше многу илустративно за нас колку шарената потфрли во однос на целта да се вратело владењето на правото и демократијата. Но тоа исто така нас ни покажа дека ни покажа ограниченоста на либералниот дискурс, наратив за владењето на правото. Требало, и ќе ви кажат либералите, требало да има владење на правото. Треба да има, но ете зошто нема. И сега сето тоа на либералите се сведува на база на аргументирање врз основа на морал. Треба да има владење на правото, ама биле склони на политички притисоци и корупција, а не требале да бидат и требало да има владење на правото. И на сето ова се врти либералниот наратив за владењето на правото 30 години. Она што реалноста покажува е дека ако во една држава имате високо ниво на класни разлики и при тоа имате луѓе кои поседуваат огромна економска моќ, тогаш тие луѓе секогаш ќе можат да им се заканат да ги потплатат судиите или да им се заканат дека нешто ќе им се случи на нивното семејство ако не им прогледаат низ прсти. И поради тоа, во услови на високо изразени класни разлики, не можете од старт, од почеток да имате владење на правото. Од тука, за да има владење на правото, првиот предуслов е да се стори нешто, да се преземи нешто во врска со високите класни разлики. Тоа не гарантира дека ќе има владење на правото, но е нужниот прв предуслов за да може да воопшто да зборуваме за владење на правото и да отидеме чекор потаму после 30 години од либералното мантрање треба да има владење на правото, ама ете го немало. Едно прашање сега околу Но Пасаран. Твојот труд, ако не се лажеме, труд. Дека си во Шпанија, во Каталонија. Да. Но Пасаран или учество на борците од Македонија во шпанската граѓанска војна. Многу интересно ми звучи. Што те заинтригира најмногу за да почнеш со истражување на оваа тема? Дали може да ни издвоиш неколку факти кои беа заинтересирале јавноста за ова, а не толку позната корелација Македонија-Шпанија? Прво, таа книга не е само мое дело, туку и на Здравко Стојковски, значи заедно сме двајца Здравковци коавтори на тоа дело. Тоа учеството на македонците во шпанска граѓанска војна е показател на еден дух кој е доста различен на доминантниот дух кој го има за жал денес и кој мора да се промени, а тоа е духот да не гледаш подалеку од сопствениот нос и да се ја облијаш личниот интерес. Овде имаме луѓе кои заминале во една далечна земја заради принцип, за да се спротистават на растечниот фашизам во тој момент, подготвени не само да се борат, туку ако треба да загинат во име на општото добро. И сега замислете таа различна
перцепција на важноста на општото добро тогаш за разлика од сега. Но и тоа исто го кажува потенцијалот дека таа верба и стремеж кон општото добро можно е повторно да се врати кај нас. И она што е најфасцинантно и најмногу зборува за тогашниот дух, можеби најдобро го посочи во една песна Никола Јонков Вапцаров, наречена Шпанија, каде што кажува Шпанио од прилика, веројатно ќе ги најдеме стиховите точно. Шпанио ти за мене претходно не беше ништо, а беше некоја далечна земја на рицари и на рицари, а сега ти за мене си се. Но нормално лошо, далеку подобро тоа звучи Вапцаров кога го кажа. Ќе треба да ја најдеш и да ја прочиташ таа. Тој е циклус од 5 песни, многу добри. Да речеме, тоа е од првата песна, првите стихови, така што веднаш ќе бележиш на кои стихови мислам. 1 мај е меѓународниот ден на работниците, па во овој контекст би те прашала каква е состојбата на работничките права во земјава? Нормално, не е никаква тајна дека состојбата со работничките права во Македонија, како типична земја во периферијата на капитализмот, е лоша. Но она што е многу важно е што сега е доста поразлична ситуацијата во однос на претходните години, бидејќи ова е прв 1 мај кој го дочекуваме во услови на растечка инфлација. А ние во Македонија имаме сериозна инфлација веќе 30 години од 1992 година. Што значи инфлација? Инфлација значи дека една плата која не е повишена автоматски станува снижена за износот на инфлација. И ова снижување на платите што го прави инфлацијата веќе ги погодува доста работници и одеднаш во Македонија, каде што само пред една година се чинеше дека се е замрено, дека никој ништо не може да ги покрени луѓето да преземат колективна акција, одеднаш ние имаме пролет на штрајковите. И допрва ќе се зголемува нивниот број до крајот на годината, бидејќи инфлацијата нема да се намали, туку ќе расте. Значи, одеднаш инфлацијата дава друга поука за работниците во однос на невработеноста. Ако невработеноста кажува, поучува кој ќе се побуни, ќе го јади стапот, инфлацијата поучува дека кој ќе ќути, ќе го јади стапот. Значи, ако работниците не се побунат самите, да им се покачи платата поради инфлацијата, тогаш тоа значи дека тие ќе работат исто или повеќе за помала плата. И ова не мора никој да му го каже на нашите работници, самите го чувствуваат и затоа имаме толку големи штрајкови, незамисливи од период од само пред една година. Дали за жал го сека, не знам дали прочита денес, сега, СОНК го прекина, раководството на СОНК го замрзна штрајкот во услови кога работниците сакаат да продолжи штрајкот. Што беше крајно безобразно, така што ќе видиме како ќе се развива таа состојба. А инаку се случи, прати го и тој момент, се случи прв пат во 30 години, и затоа е ова доста важен момент, прв пат во 30 години штрајкувачите
одбија да прифатат компромис кој го договориле нивното раководство со другата страна. Прв пат се случи тоа. Така што тоа се случува бидејќи сериозно се погодени во однос на материјалната состојба. Ти благодарам.